Hi, everyone. Today we have an interesting interview here. I have Otis Gavril with us to share his time and wisdom. This conversation, I would like to clarify that some of the questions are going to be asked here today might not be my particular views, but I think a lot of young people have questions that I think he can answer these for us. Здраво, Otis Gavril. Здраво, Како си? Фала Богу, добро вие. Ти благодарам што дојде во нашава црква. Мислам дека доста луѓе се почувствуваа многу убаво. Исто јас те гледам вака, имаш доста љубов и наука што ни даваш. Како млад човек имам доста респект до тоа што го правиш и што сакаш да го постигнеш. Благодарам многу, Александар. Благодарам и за вашето гостоприемство. На некој начин како и да сум врзан со оваа црква, затоа што прв пат кога дојдов во Австралија пред 20 години и првата црква што посетив беше баш и оваа. Да. И така повторно е мило да сме заедно и дај Боже да се работуваме понатака. Фала, Отец Гаврил. Првото прашање што сакам да ти го поставам, колку години имаше кога го почна твојот пат во религијата и што те мотивираше да го почнеш тој пат? Па ние сме генерација на транзиција, така речем, во Македонија, во бившата Југославија и источниот блок на земје, и на некој начин сме генерација кои што живеавме се. И таа бивша Југославија, и распадот на Југославија, и промената од атеистички во овој секуларен, ќе речем сега се уште, ама во кој што се дозволи слободното верување и исповедување на верата. И така до ден денеска се уште чувствуваме промени и ги следеме. Така како што реков, сум роден во времето на атеизам. Верата кај македонскиот народ никогаш не престана, меѓутоа за жал беше на маргините. И како млад човек се бараш. Еве се самиот ти спомна дека има многу младите имаат многу прашања и јас во своје време сум многу прашања. И така на некој начин самиот живот те носи дека верата во Бога е една единствена и таа е истинската и е она кој што ти дава смисла на животот и одговор на сите прашања. Периодот во кој што почнав беше при крајот на моето школување како средношколец. Потоа на некој начин се запишав економски факултет, ама во тоа време се отворија вратите и за религијата. И јас паралелно, поредно запишав и теолошки факултет. Не одев од почетокот, не бев редовен, меѓутоа после првата година од факултет сакав на некој начин да видам дали сум за таму и како Господ да ми ги отвори вратите. Се сретнав со видов дека тука ми е местото. И тогаш на некој начин Господ те воде, ти треба да го следеш и потоа се полесно. И тоа се тие периоди кога 19-20 години, 91, 92, трета година, кога почнав да идам интензивно на црква, да практикувам православен живот, потоа се основа монашството во Македонија се возобнови 95 година и почнавме да комуницираме со монасите и еве на некој начин потоа и сам да се определат за монашки живот и до ден денеска благодариме на Бога. Да, браво, доста ми даде голема дескрипција и ми покажа како си го почнал тој пат, што секојаш ме интересира мене почетокот на човекот, од каде почнува. И точно, секој човек, значи посебно млад човек, се бара самиот себе. И пробува во една активност, во друго, во еден начин на живот, во друг начин, потоа се го бара и духовноста, бара една духовност, друго, особено во времето кога е се релативно и не знаеш вистината. И тогаш, како што реков, тогаш сватиш дека православниот христијански живот е оној вистинскиот и тука веќе нема мрдоње. Добаш одговори на сите прашања, чувствуваш полнота и во својот живот, во срцето, во умот и остануваш. Да. И треба да останеме на вистинскиот пат. Да.
Зашто многу млади луѓе во овој свет денеска се бараат, како јас исто, имам прашања, сакам да научам. И мислам, тие работи што ми ги имаш досега кажано, ме имаат афектирано позитивно, што мислам со месеци, може со години ќе ми стојат во главата и ќе размислувам. Младите во оваа генерација, што мислиш можеме да направиме да му помогнеме за да се мотивирани, за да видат пат религиозен или да видат што е религијата и зошто е? Кога Исус Христос се појавил како новитет во цивилизацијата, во општеството, значи постоела забуна меѓу народи, кој е, што е, како е, што носи и сите тие работи. И првите негови последователи, апостолите, кога биле ученици на Свети Јован, тие крстител, тие биле подготвувани да го чекат Месијата, Спасителот, и тие си тие кои што први тргнале по него. Другите, под нивно влијан наговор, како да речеме, биле привлечени, меѓутоа главното прашање е тоа кој што Филип, кога го повикал пример Натанаил, му рекол го најдовме Спасијата. И овие дали добро нешто излегло од Галилеја, постои некој предрасуди веќе во него. Ама Филип му одговорил, дојди и види. Кога Натанаил дошол, видел и останал за цел живот. Тоа е тоа нешто, животот, значи пример, со пример, сведоштво со пример. Тоа е најважното, значи да го почнеме, како што реков, да го најдеме вистинскиот пат, да го одеме вистинскиот пат, да почнеме потоа понатака, а на некој начин сите кои живеејќи така, сведочејќи за таа вистина, а Бог секогаш никогаш не остава сами, секогаш е со нас, тој на некој начин да му дозволиме да го видат дека он е благ, дека е добар, дека дава утеха, дава нешто што никој друг не може да даде, и на тој начин и другите, како што реков, ќе дојдат, ќе видат и ќе останат. Тоа е вистинското седиште и принос за мене. Љубовта, така? Да. Апсолутно. Што значи кога ќе речеме луѓето се направени во ликот на Господа? Добро прашање. Тоа значи дека човекот има голем потенцијал. Дека човекот е створен според образот и подобието Божие, image and likeness. И дека Господ во нас ставил печат, односно ни дал божествено назначение, кој што ние сите тај потенцијал на љубов, на мудрост, на слобода, на разбирање, сите тоа во нас, на креативност. Бог е креатор и ние сме со креатори негови. Меѓутоа, тој ни го дал како потенцијал во кој што ни е дал најголемиот дар, тоа слободата, во кој што ние треба да се надградуваме и да растеме до ликот и подобието Божјо, да станеме слични на него. И тоа се тие светителите што го успеале да го направат тој подвиг, тој пат, и тоа стануваме на тој начин богови по благодат, синови Божји. Тоа е, значи, огромно назначение. Сега сакам да истакнам посебно за нас во кој што живееме во таа заблуда, кој што тежнеем по разни совршенства или имаме разна цел во животот, дали богатство, слава или што да е, сето тоа е привремено и минорно, небитно за оно кој што Бог ни го дал. Да видиме, како што реков, со креатори, затоа во првиот век кога Господ ги ја создава креацијата на човекот, му дава власт секое животно да го именува. Значи, човек го познава животното во својата суштина, во својата есенцијалност. И сега ради гревот, за жал, ние сме го изгубили тој осет. И сега се е потешко, затоа и се случува тоа, како што се вели дека човекот со мака ќе го стекнува оноа што го заслужува трудот. И затоа постои тај православен христијански живот кој што се одвива во 3 нивоа, на очистување на своите срца страстите, просветлување на умот и на крајот како целта обожение. Кога ќе речеме Господа, ликот
на Господа ти ми објасне дескрипција. Прашањето го имам, Господа Исус Христос, како тоа пасува во прашањето? Дали го следиме патот на Исус Христос, како што тој го поминувал тука, и тоа е начинот на доаѓање блиску и во еден начин да станеш како Господ, како што рековме, или друг Господ е нешто друго над тоа? Сега навлегуваме во подлабоки тајна на теологијата, тоа е тајната на Света Тројца, во кој што ние веруваме во еден Бог со три лица, една суштина, три ипостаси, Отец, Синот и Свети Дух, и според домостројот Божи за спасението на човекот. Значи, како што претходното прашање ти беше што значи образ Божи, ние сме создадени според образот Божи, Адам. Меѓутоа, за жал, бидејќи тој не го остварил своето назначение и почнал по еден погрешен пат, гревот влегол во нас. Гревот го растргнал човекот, го разбил, така речено, човекот, ја разбил таа хармонија во човеков внатре, таа креативна хармонија во светот, меѓу животните, во космосот и така натака, значи и се станува на еден начин со попреченост и неправилно. И затоа Словото Божје, второто лице на Света Тројца, или Синот Божи се воплотува од Света Богородица Дева Марија и станува човек. Значи Бого човек. Тој не останува Бог по природа, меѓутоа и добива човечка природа, за да може повторно да го подигне човечкиот образ, да покаже еден пат во кој што човекот го изгуби. Го враќа човекот на правобитната состојба и потоа, нели, бидејќи праведен по својот живот, тој ја победува и смртта, ја победува и гревот и сатаната. И на тој начин сега сите ние кои што сакаме да го следиме, и тоа треба да го следиме суштински, да се крстиме во името на Отец и Свети Дух, да прифатиме неговата вера, да одеме тука ја Господ и основа црквата како начин на живење, не како зграда, не како институција, туку начин на живење. Затоа и црквата си има своји правила, закони кои што ние треба да ги следиме, за да, како што реков, човекот се врати на својата правобитна положба за како што Господ го замислил. А тоа е Исус Христос. Значи, Исус Христос го покажа како човекот треба да изгледа. Затоа, како што реков, Бог стана човек, за да човекот стане Бог не по суштина, туку по благород. Малку сложна. Не, ми го одговори прашањето на интересен начин, кај што сваќам што сакаш да кажеш. Рече еден збор дека црквата е тука куќата, така рече, или не куќа, да туку начин на живење, заедницата. Што кога ќе го видиме светот данеска, во тој период кога бил Исус тука, светот бил различен. Кога ќе го видиме данеска светот, како таа начин на живење и религија пасува во новиот свет, со технологија, со напредување на различни работи, како го гледаме новиот свет, што на нас иди, ако дали сакаш или не, тука е. Светот, значи, во суштина е исти. Како што реков, Господ го седел светот во својата премудрост. И како што се вели од почетокот, виде дека е добар. Меѓутоа, проблемот е во гревот. И тука е истото со секоја цивилизација, во секој период во историјата на човештвото. И гревот е оно кој што нас не мати. Гревот е тоа на кој што нас не ги избркува работите и кој што ние треба да се ослободиме. Сега, тој грев во секоја општество се манифестира поинаку. Така во ово време е време, да речеме, на живење на еден нереален свет, на еден нереален, виртуален, имагинарен, во кој што свет на информации и во кој што ние тука се губиме. И затоа во сево треба да балансираме. Се не е дозволено, како што вика Свети апостол Павле, се ми е дозволено, но не ми е се од корис, не ми е се од полза, нешто ми прече, нешто ми штети, затоа ние како
веќе го потребивме зборот икони Божи. Значи можеме да разликуваме што не е на наша корист, што не е на наша корист. Така да и во ова време. Значи најважно е да го следиме Христос, најважно да бидеме добри луѓе, да имаме добар однос со секого еден и тогаш сите тие други работи ќе знаеме како да ги балансираме. Интересно. Со религијата и со младите луѓе, значи што имавме зборното пред ова, знаеме дека млади луѓе не се активни во црквата. Како лицата што се низ црквата, значи од попови до различни лица, што може тие да направат различно за во новиот светот, и светот се сменува, за да му дадат на младите друг пат за да стапат до религијата? Да, светот се менува, црквата е современа, секој со времето. Значи секој пат така речена е модерна. Значи, меѓутоа и надмодерна, надсовремена, таа е вечна. И така да и ние како свештени лици и духовни лидери треба да бидеме со времето, со луѓето, да ги разбираме потребите на денешниот човек, на денешниот млад човек, како што праша, и на тој начин и ние да знаеме да дадеме одговор на тоа. И секогаш, како што реков, верата иста, меѓутоа методите, начинот на проповед, начинот на действување се менува. Така да и ние треба да се восовремене во тој поглед, за да можеме да бидеме попристапачни до луѓето и луѓето да гледат решение во нас. Сега најчесто црквата се сваќа како нешто старинско, нешто за поставено, меѓутоа не е така. Ама и ние како црковни лидери треба да внимаваме на тоа. Треба секогаш да го, како што реков, да го разбираме човекот по своето време и на тој начин да делуваме. Младите деца со технологиите како social media, значи платформи, Instagram, TikTok и тие такви работи, доста имаат аксес до светот, гледаат војни, гледаат се различни работи и на еден начин имаат прашања. До кој степен тие прашања имаат пат за да најдат во религијата, да се најдат низ тие прашања? Едното прашање да речеме како религијата со artificial intelligence што почнува да екселерира, како ќе почнеме да ја сваќаме технолошки религијата, некои работи технолошки да се сватат и младите кога гледаат тоа и низ AI можат да имаат аксес до било која информација утре, што ствара доста прашања, некогаш немаат одговори. Како таа транзиција во новата технологија со artificial intelligence ќе може црквата да застои тоа што го има, без да се смени идејата на црквата? Многу добро суштинско прашање. Да, за жал, тој, како што реков, секој општество, секој историски период носи своји искушенија. Се дека постои гјаволот, ќе постојат искушенија. Тој го мрази човекот од почетокот и секој создава препреки. И во ово денешно време. Проблемот е во гордоста за мене. Затоа што сепак ние сме создадени според образот и подобието Божјо слободни, меѓутоа не сме апсолутно слободни, не сме богови. Ние можеме да станеме богови по благодат, по назначени од дар Бога, заедно со Бога. Тука и грешката на Адам, кога змијата му рекла ќе бидеш како Бог, меѓутоа не без Бога, затоа што сепак Господ е тој кој што нас не створил. И ние сме слободно врзани со Него. И секоја заедница надвор од Бога е осудена на пропаст, и погрешна. Така да во тоа е нешто во кое што за жал, по друга страна постои и глобално движење во кое што мокулмина луѓе сакаат да владеат со свет. А тоа отварање на патот на Антихрист, што ќе дојде еден на крајот, кој што ќе се представи од почетокот како добар, како современ, совршен, затоа што како што еднаш Отец вели, ѓаволот кој ќе дојде Антихрист, кој ќе дојде нема да дојде со рогови и со опаш, ќе дојде современ човек.
ќе те излаже, ќе те привлече. И затоа ние тука треба многу да внимаваме. И таа интелигенција сега, вештачка интелигенција, значи, и тоа е еден начин. Ние можеме да го користиме тоа, меѓутоа не смееме да се базираме на тоа, затоа што од кај знаеш дека тоа е вистина. Пак некој човек го ствара тоа, пак човек дава информација на таа интелигенција. И сега кој е тој човек позади? Затоа што јас кога ќе разговарам со некого, јас сакам да знам со кого разговарам. Дали да му верувам на тој човек, дали да не му верувам човек. Така да, особено во денешно време, гледате дека се е поврзано. Се базира на поединци, кои што за себе имат лош бекграунд. И затоа треба многу мудри да бидеме. И таа вештачка интелигенција помага секако. Можеме ни да, како што реков, да користиме за наша полза, ама не треба да ја веруваме безпрекорно. Добар одговор на тоа прашање. Спомна антихристот. Така се вика зборот? Антихрист. Сакам да рече формата на тоа ќе дојди во како нормален човек, така, нема со рогови да биде. Сакам, ете, например, за да кој ќе дојди тој свет, или јас мислам тој свет веќе доаѓа, до некаква форма, како можеме да го видиме тоа, да го низ сите други луѓе да го видиш, да знаеш кај е тоа и да можеш да го одбегнеш или да имаш информација како го живе животот? Многу лесно. Ако Христос ни е наш цел, наш патеводител и ориентир, тогаш многу лесно ќе го познаеме. Се она што е според Христа, значи е вистинско и правилно, затоа што Исус Христос е вистина, овоплотена вистина. Затоа Исус Христос се појави, да ни ја каже вистината која што човекот ја загубил. И ние тука треба да се држиме. Се оно што не е во склад со Христос, се оно што не е во склад со Евангелието, со учењето на Светата Црква е надвор од вистината. И затоа не треба да веруваме. И затоа треба да си одеме редовно на црква, да се исповедаме, се причестуваме, како што реков, на тој начин срцето ни се чисти од страсти, на тој начин енергијата на нашиот ум се просветлува и ние можеме лесно да ги разоткриеме. Затоа е потребно да си имаме свој духовен отец, лидер, кој што во почетокот ќе не води, ќе ни кажува тајните на животот, едноставно. И на тој начин ќе се учиме и со текот на времето и самите ќе станеме и самостојни, ќе можеме самите да ги препознаеме тие знаци. У суштина се што не е со љубов, ти постојат, нели сега не викаат милосрдие, филантропија. Не чука. И тоа е тоа. Зошто е филантропија? Затоа што е извадено од Бог. Извадено од вистината. И сега правиме филантропија, се правиме добротворија, се прикажуваме на камери. Тоа е веќе спротивно. Господ рекол тоа што се што правиме треба да биде тајно. Да. Тоа што прави твојата десна рака да не знае левата. Значи сакаш во еден начин да кажеш тој што е гласен, што кажува кој е, дека дава пари или дека ова, дека она, во случајов нема добар интенчен позади него. Во еден начин. Да. Да. Секако добро дело прави, не велам да, меѓутоа прашањето е што е позадината на тоа дело. Дали некој личен интерес, дали не слава, дали сака богатство да стекнува. Сега гледаш, се стварат видеа на Инстаграм, по социјалните мрежи, на тие ставаме лајкови и разголемуваме гледаноста и тој повеќе се на некој начин... Се полни. Да. Се има некои луѓе добро го прати, убаво да го видиме тоа. Ама сепак поблагородно е кој ќе правиме тајно, кој ќе правиме во името на Бога. Да. Многу луѓе се фасцинирани со старите цивилизации, како од почетокот на пирамидите, тие такви структури што биле направени во светов, што не се само во Иџепт, во различни места на светот има, што структурите до ден денес луѓето се фасцинирани технолошки како биле направени и имаат прашања до еден начин тие луѓе што живееле во тој период,
каква спиритуалност тие носеле со нив и дали биле поелевирани спиритуално од денешниот свет или имале различно гледање на спиритуалноста? Па секако дека во почетокот луѓето биле повеќе поврзани со Бога. За пирамидите, не знам, има разни теории, меѓутоа факт е тоа дека ние денеска со таа совршена и те AI не можеме да откриеме тајната на тоа. Меѓутоа, еве, јас би спомнал за едно друго, ќе речеме и чудо за црквата Света Софија во Цариград, кој што изградил нашиот Јустинијан прв, кој што денешните архитекти со сета знание, со сета технолошки напредок не може да дадат одговор како може таква голема купола, такво големо здание да стое без столбови. Или ќе го спомнеме манастирот на Света Гора Симона Петра, кој што е изграден на карпа, буквално на карпа, како продолжение на карпата, на висока карпа. Јас знам во времето кога јас, да речем, го градевме манастирот во Донибрук, кога почнав со мојот живот во Австралија и требаше да се изгради манастир. И тој инженерот толку се плашеше како да почне да не падне зградата и се чудиш на сето тоа. Меѓутоа, кога го покажав сликата од Симона Петра, не знам дали сте виделе, вие може да побарате на интернет, се гледа тоа. И буквално без темели, буквално врз карпата е подигнат манастир. Денеска 10 века како постои, се уште не е. И после тие се тие тајни кои што и на некој начин и Бог ги поддржува. Значи, прашањето околу тоа црквата што го рече, што имам, дали во нашата религија има некакви секрет информации што во случајов знаат како да градат нешто што ние не го сваќаме, или некакви молитви што може носат доста сила позади нив и можеш да правиш добро со тоа. Дали таа е технологија што е стара, што не ја знаеме сега во овој век, а што се правиме со новата технологија низ AI да сватиме нешто? Или како го гледаш ти тоа од таа перспективна точка? Ти како што рече, со црквата не знаеме како или се фасцинирани инженери како било направено? Да, секако тоа не прашува мојата стручност и не можам да дадам најпрецизен одговор, меѓутоа пред се нештото би го спомнал каде е тоа промашувањето, дисторзијата, во тоа што ние на некој начин не се надградуваме на мудростта на тие луѓе. Ја презираме тие луѓе, се замислуваме дека сме попаметни, знаеме нешто и на тој начин го промашуваме нештото. И затоа и не можеме да ги откриеме тие, како што велиш ти, тајни. А секако дека се е базирано, како што и на почетокот спомнам, Бог на човекот му дал голем потенцијал. Образ, он е творец и ние сме сотворци. Ако сме надоврзени на него. Пример, Вавилонската кула, кога во историјата на човештвото или сакале да направат, да изградат толку голема кула која што ќе биде, ќе го надмине, ќе го стигне Бога, Бог ја срушил. Така да и секој таква нешто дело кој што е против Бога, Бог би го срушил. Затоа што не може човекот да биде над Бога. И сега оно кој што е благородно дело за добро, Бог го благословува. Да. Ќе се вратиме пак за прашање за цивилизацијата, знам дека тоа малце ме фасцинира мене. Нашава цивилизација сега, технологијата што ја креираме ние, некој може да ја рече дека е лошо, некој може да рече дека е добро. Како што има една реченица, ножот е нож. Ако ти си мачкаш леп или му го даеш на некој да прави лошо, ножот не е крив за тоа.
технологијата што ја девелопираме во овој свет, ме интересира спиритуално. Ако не еволвираме спиритуално, а туркаме на страната на технологијата, што може да се случи во глобалниот свет, не само во македонскиот или во австралискиот, во глобалниот свет, таа технологија е еден цел свет. Што може да се случи и како тоа може да ни влези во нашата куќа и да не дисруптира нашиот живот, да не го растури на еден начин, или со здравјето, или со мислата, телевизијата, многу мисла ни сменува. Тие такви прашања ги. Каде е целиот проблем во начинот на живење и смислата на живењето, на животот? Во тоа што, како што реков, значи, кога ќе се базираме ние на возградување, на растање во духовниот живот, во стекнување на образот, подобието Божјо, се оно кој што не обкружува и го користиме правилно, тоа е за наша полза. Меѓутоа, кога нештото не одделува од Бога, од вистината, од спасението, затоа што се во својот живот можеме да имаме и да поседуваме, ама ако изгрешиме своите души, затоа што душата е најважна од се. Една човечка душа е поважна од цел свет, од сето створение, од целиот напредок, цивилизацијски, како да кажам. И затоа е непроценливо скапа нашата душа. И нашата душа, човекот е вечно создаден за вечност. Значи, и ние тука треба, не завршува со смртта. Смртта е почеток на животот, така наречено. Баш на еден така православен гроб прочитав роден за овој век и роден за вечноста. Некога умрел, туку роден за вечноста. На таа светителите кои ги славиме ние, ги славиме на денот кога тие се представили, кога умреле, така речеме. Така да и смртта е почеток на едно вечно живење и тоа е најважното. Како ние ќе надградуваме, ќе збогатуваме нашата душа, дали со добро или со лошо, дали што оно кој што е по Бога или што е против Бога. И така и за ова исто. Ние можеме да го владење и зошто се измислуваат тие работи, зошто се користат тие работи, најчесто се користат за гордост, за суета, за самозадоволување и на некој начин, да не го повторам тоа, кој што за манипулирање. Во порано луѓето биле сврзани меѓу себе, живееле во заедници, живееле во огромни заедници. Сега не можеме сами со себе да живееме. Тука е, кога ќе размислив кој е добивката, кој е загубата, треба да бидеш умен, паметен, да видиш да го избереш правилното. Значи сакаш да кажеш дека со тие технолошки туркања, луѓето што бараат, нема крај на тоа, сакаат појќе, во случајов губиме други работи што се повечни, да. И повредностни. Значи од фамилија, црквата, луѓе, тие значи како целосно тоа го губиме во случајов. Да. Имам едно прашање интересно, ако не знам, ова ако можеш да одговориш, ако не сакаш, that's okay. Светот и луѓе во светот туркаат и викаат дека има цивилизација што е надвор од оваа планета. Ако еден ден нашиот свет или луѓето во овој свет стапат до контакт до некаква цивилизација или други луѓе што не се од тука, како ќе ни помогне тоа низ религијата или како низ религијата ќе го гледаме тоа? Дали ќе ни даде чалендж во нашата религија како го гледаме Господ или другите религии исто, дали ќе ни даде некаков чалендж или ќе го сватиме и ќе го акцептираме како што е ако се случи тоа некој ден? Треба да знаеме дека нема цивилизација надвор од оваа цивилизација. Зошто? Затоа што Бог е љубов и Бог го создал човекот како центар на цивилизацијата.
И цел свет е создаден, и целата цивилизација, се што е создадено да му служи на човекот. И ако имаше цивилизација, односно нешто надвор од човекот, значи Бог ќе станеше како него. Немаше да стане човек. Затоа што тоа на некој начин се поместува надвор од љубовта Божја, а љубовта Божја е совршена. Така да треба да го рачистиме тоа дека нема цивилизација, дека човекот е најважното создание Божие, најважната единка во космосот, во целиот универзум, и тука треба да најмногу внимание да посветиме. Фала на одговорот. Знам дека малце тоа прашање за... Да, јасно за тоа. Има еден современ теолог и светител, ќе кажам, Серафим Роуз. Тој бил американец, не сум сигурен, мислам дека 1980 година како е починат. Значи, знаеш, современ, роден како американец. И тој ги поминал сите, така речено, религии, за додека дојде до православието. Кога дошол во православие, станал православен монах и тука ги разгледува особено тие прашања. Има една убава книга, се вика, заборив, религијата на идниот век, така некој беше, во кој што баш одговара тоа. Проблемот е во тоа да се децентрализира вниманието. Значи сега ќе мислиме за убаво е да знаеме за тајните во светот. Ама најважно е да знаеме, најубаво е да знаеме за тајници во нашиот внатрешен свет. Тука имаме повеќе космос, повеќе простор, повеќе вредности, повеќе неоткриени светови во нас, во самите. И тука е поентата на измамата на демонот, да не деконцентрира, да не дефокусира и да го промашиме цел живот, ќе се трудиме, еве, сега се прават толку скапи летала да се стигне ваму, за жал да се прават летала да се уништуваат цивилизации и народи, а имаме луѓе гладни, имаме луѓе жедни, имаме луѓе неутешени, имаме болни. Тие пари да се потребат за нас самите, за тие што живееме конкретно тука, не да бараме други цивилизации што не постои, што никогаш нема да ги најдеме, ќе биде овој свет многу пубав, многу посреќен. Ме размисли малце со тоа. На еден степен малце се најдов сам во тоа што ми го одговори сега, затоа што како млад човек, како што ти реков, доста можеме да го видиме светот низ телефонот, да видиме што се случува сега низ цел свет. Значи, тоа отвара големи прашања и на еден начин млад човек бара прашања и стапува да тие зошто другото прашање што младите го имаат, зошто мора да е таа религија или таа кој ја дава информацијата. Затоа што многу информации и не се точни. И најчесто не се точни, се дадени под некчи интерес. Има, најбанално за кафето. Дали е добро, како треба да се пие, како не треба да се пие. И всушност, кој дава пари, таква информација и добиваш. Тоа е многу важно. Кој дава пари, односно кој го поддржува тоа истражување, кој ги дава тие информации. Дали мислиш тоаш scientifically, што е за кафето да речеме, ако најдиме или пронајдиме низ технологијата што имаме креирано, дека може ни го афектира телото на некој начин, да речеме, дали тие работи се добри да ги адоптираме во нашата религија како scientifically, science, или не е нешто што треба да се фокусираме? Религијата и науката никогаш не биле една спротив друга. Не биле агенс. Не. Проблемот е во тоа што науката од, да го речеме, современиот новиот век, 18, 19, 20 век, станува против Бога. За да се уништи доминацијата, односно да се... Тоа не зборам за западната црква, зборам за источната, за православната црква. И меѓутоа таму почнува борбата.
во кој што сакат да се маргинализират верските учења, да се маргинализира вистината, а да се истекне капитализмот, да се истекне борбата за власт, за превласт. То кога се јавува тие учења? За времето на индустриализацијата. Да. И сите тие се така наречено финансирани за да бидат против религијата. Чарлс Дарвин, тој бил свештеник, меѓутоа учил за свештеник, никој не станал свештеник, а застанал против и учењето на црквата, иако и неговото учење не е ова што денеска го изучуваме, не е и неговото изворно учење. Оти теологија и биологија или геологија има големи разлики. Како што јас реков, не можам да зборам за тоа што не сум стручен. Да. Така да ја не можам да верувам на некој геолог да ми зборува за биологијата. Треба човек учен, научен. Ама како и претходно што реков, кој дава пари. И затоа тие се финансирани од такви институции, од такви луѓе, за да може да го дефокусира човекот. За да лична корист. И сите тие теории кои што се денеска истакнети во учењето, генералното учење, затоа ние треба се вратиме на светоотечкото учење. Во кое што во Библијата, ако знаеме правилно да читаме, и во учењето на светите отци, ќе си добиеме одговор на сите наши овие прашања. Ќе го спомнам во свое време, да речеме, првите апостоли не биле учени, меѓутоа Светиот Дух ги просветил и станали учители на цела цивилизација и база, основа на црквата. Потоа ученици имало, во нивните ученици имало учени, Свети Дионисий Ареопагит. Тој бил учител во Арепагот, на филозофската школа во Атина. Свети Јустин филозоф и така натака, Свети Јован Златов, Свети Васили Велики бил толку голем ерудит, кој што со своето знање го надминува знањето на своите учители. Свети Фотий Цареградски бил основател, декан на Магнурската школа во Цареград, Свети Григори Богов, и сите светите леви ќе го спомнаме, еве и на тоа и овој, го реков, Серафим Роуз. Ама за жал никој не ги чита нив. Не сака да зима информација нив. Во тоа е нештото. Ние не знаеме да правиме баланс и ги селектираме и најчесто ги читаме, се водушуваме на некои умови кои што се деструктивни, кои што самите за себе не си знаат да си дадат одговор, ама ние ги слушаме. И Фройд, мои сите оние психолози. Еве, следната недела ќе биде неделан Свети Јован Лесничи, во кој што тој е напишал познатата книга Лествица, искачување кон духовноста, кон Царството Небесно, во кој што во вид на скали дава учење за православниот начин на живење и сите тие препреки и добродетели кои се стикнуваат и кои што на крај брвна е љубовта. Тоа е психологија на денешната психологија. Меѓутоа повторно ќе речем, за жал ние не сме слушнали, а камо ли да прочитаме, а пак и да се одлучиме да ја веруваме. Тука е за мене проблемот. Ние се дефокусираме, а особено во овој период, како што реков, на индустриализација, капитализација, во кој што на поединци е побитно да се богатат, се создава една така слика дека науката е против црквата или црквата е против науката. Постоело такви движења, особено во западната цивилизација, западната црква, меѓутоа секако не е поддржано нас православните. Интересно. Ме правиш да мислам доста кога зборуваш. Прашањето тоа со религиите во светот. Имаме доста религии низ цел свет, различни форми. Религиите ствараат добри периоди и добри и убави периоди, кај што нема војни, нема такви работи, ама на другата страна некој ствараат војна спрема различна религија и ти си тој, ти си ваков, и ствара некакви
негативности во светот, како мислиш тоа можеме да помогнеме да живееме заедно низ цел свет, да имаме малце подобро разбирање спрема различните луѓе, религии и такви работи? Според мене не е проблемот толку религијата, колку што практикувањето на религијата. Ако секој припадник на својот религијски правец, како да кажеме, практикува правилно таа религија, секој во суштина збори за заедничко живење. Меѓутоа, за жал, постојат поединци кои што постануваат и лидери со време и кои што го искривуваат тој пат и тој начин на вероисповедување и тука настануваат омрази, убиства, војни, што е многу страшно. Како, например, нешто како меседж на светот, на младите, што оти во секоја религија има млада генерација, што во нашата, например, јас сум по таа млада, имам прашања, сигурно во муслиманската страна имаат младите прашања исто до нивната религија. За светот, како мислиш можеме да се соочиме со различните гледни точки што ги гледаме сите различно, а во еден начин да прогресираме како планета заедно, за да не се случуваат како војните сега што се почнуваат? Можам да кажам дека секоја религија е создадена на некој начин да ти го осмисли животот, а тоа е да ти донесе мир и спокојство во живот. И тоа е најважното. Значи, секогаш кога нешто правиме, кога нешто се размислуваме, се двумаме дали е така, дали не така, треба да гледаме во тоа, дали тоа ме носи мир на мене. Не само на мене, треба да мислам дали тоа му носи мир и на другиот. Со моите зборови, со моите постапки, со моите дела, ако нешто не е добро, допринесувам другиот да страда, тоа веќе погрешно. Така да на тој начин треба да размислуваме. Да имаме, и тоа е оно што најмногу му недостасува на човек. И овој човек во денешно време, еве сите збориме за мир, меѓутоа мирот никако го немаме во себе. Баш заради тоа. А единствен миродавец е Бог. Ние сме изгубили конекцијата со Бог, со мирот. Како, значи, таа конекција низ генерациите си има изгубено, значи, од родителите е почнато, може од постарите е почнато, и сега младата генерација дојдена до кај што е, до поинтот може кај што е оддалечен од религијата. Како може младата генерација да се врати назад на пат со знаење, со разбирање, со љубов, како може да се врати на тој пат и додека светот како ги сака да те сврти на една страна да гледаш ваму, а не знаеш на која страна да одиш. И како млад човек, јас зборувам дека сум млад, например, го гледам светот и на еден начин е малце, на англиски зборот е confusing. Да. Има различни работи што ги гледам и се викам, кај е вистината? Тоа повторно ти го спомна Серафим Роуз. Значи, и тој така. Вистината треба те освои, да те обземе и да ја бараш. Секој, ама да ја бараш со отворено срце, со отворен ум. Не со некој интерес. И секогаш кога ќе ја бараме на тој начин, ќе ја дознаеме. И тој исто така ја барал, ја дознал и сватил дека прославието вистината. И затоа станал православен. И затоа потоа и на секој сакал да му каже, и има напишано многу книги, ако неговиот живот бил многу краток, меѓутоа многу плодови останал за себе. Така да ние треба да бидеме отворени, треба, како што реков, да го сакаме другиот и себе на тој начин да се сакаме, не да бидеме себични, меѓутоа да бидеме отворени, да го бараме мирот во себе и да работиме тој мир, да го најдеме и да го зачуваме. И така да го насочиме нашиот живот. Мислам, прашањата што ти ги поставив денеска беа интересни,
одговорите што ми ги даде ме прават да размислувам уште повеќе, имам уште поголеми прашања сега. На еден начин ме оставе да барам поголеми прашања. Да, во друга прилика, затоа што авионот не ме чека мене. Сакам да затворам ова со едно прашање. Некој како мене што бара вака, што бара прашања, што не знае, изгубен, на еден начин сум изгубен, да речеме, и барам прашања, сакам да знам еден совет што можеш да му дадеш, кај што ќе му помогне, може и нема сега да го види, по период може ќе види тој совет, ќе му текни. Да, тоа е дека не треба да брзаме. Треба да бидеме спокојни, не треба да се паничеме, затоа што на некој начин кога сме изгубени и бараме решение, не го наоѓаме, се паничеме, се губиме уште повеќе. Сакаме брзо и инстантно решение, и тоа не е. Значи, сето треба да биде чекор по чекор, постепено, да ги гледаме околностите на нашиот живот во кој што се одвива. Еве се наоѓаме во црква. Ова црква секоја недела се служи литургија. Вратите се за сите отворени. Треба да дојдеме, да видиме, да посетиме црква, да го почувствуваме вистинскиот мир, вистина. И на некој начин литургијата е најважната работа во еден православен христијански живот, во кој што добиваме одговор на еден теистен начин. Бог е тој кој што нас ни ги дава одговорите и внатре преку своето очистено срце и, како што реков, и просветлувањето на умот. И на тој начин лека по лека ние се стабилизираме, ставаме постабилни, помирни и ќе ги видиме разликите. И тоа е одговорот не само за тебе, туку и за сите нас. Да не брзаме, да не бараме инстантно решение, секој пат да ги на некој начин да си го заработуваме, да си го спечелуваме и тоа што ќе го спечалиме, што ќе го останува вредно. Не сакаме да го загубиме. А се што е брзо, лесно можеме, лесно стекнато, лесно загубено, немаме ни. А меѓутоа од тоа немаме корист. Ато се во свое време и Господ е голем. Отец Гаврил, фала за ова што седна со мене да зборниш, што одговориш неколку прашања. Мислам дека младите што го слушаат ова сега се почувствуваа малце повеќе одговори имаат на нивните прашања и си велам прашањата што ги поставив и тебе ти беа интересни. Не знам дали успев, дали положив, имам пролазна оцена или паднав на испит. Не, јас од моја гледна точка јас се чувствувам satisfied на англиски, што го викаме зборот satisfied, дека добив шанса. Нештото што во минати години сум удрил зид, кај што многу религиозни луѓе не сакаат да зборуваат на тие такви тешки прашања, како одбегнуваат малце. И тоа, знаеш, ствара уште поќе како поголеми прашања зошто да не се одговори тоа, знаеш, и имам голем респект од тебе што седна да зборуваш, прашањата да ги одговориш, и во тие прашања ми отвори уште 100 прашања, што знам немаме многу време. Ја се спремам, значи. Може друг пат ќе седнеме пак вака. Само нешто, последно од твоја страна што сакаш да кажеш за други луѓе за те најдат негде на social media, каде да стапат до контакт, ако имаат прашања. И исто, например, последно нешто за овдека, за локалнава црква во Брисбен, меседж на младите, нешто што можеме да му дадиме, што ќе му остани и ќе го мисли за другиот пат. Да искористиме технологијата за информатирањето. Ќе напишете Кајран на сите мои Инстаграм или Фейсбук контакти таму. И пораката, па ќе кажам, мирот, љубовта, осмислувањето на животот. Значи, се може да биде за наше добро, меѓутоа може и истото да биде за наше лошо. Најважно е тука да ги балансираме работите, тука да знаеме како што да правиме и пред се оно кој што најмногу нам ни пречи е гордост, суетата, високото мислење на самите себе,
И тука грешиме ние. Сакаме да се истакнеме, сакаме да постигнеме нешто во кој што всушност ни го дисбалансира нашиот живот. Меѓутоа смирението, трпението, љубовта, тоа се најважните нешто за кои што ние треба да се бориме во животот. Така и особено за македонецо, ова е, нели, пред се подкаст за македонската младина во Австралија. Треба да знаеме, иако живееме во Австралија, ние сме благодарни и среќни што живееме во едно такво отворено демократско општество кој што на сите ни се дава можност. Треба да знаеме дека нашите корени се во Македонија, нашите корени се македонски, тоа е, а Македонија секој пат бил поврзана со христијанството, со православната црква. И дека нашата македонска православна култура, воспитание, историја е многу богата и многу убава. И треба да се вратиме, да се истражуваме и да се практикуваме, без разлика каде живееме. И тоа е пред се начин на живење со почит, со разбирање, со трпение, со труд и на крај пак ќе завршам со љубов. Љубовта на крајот е така. Само уште едно нешто ми рече дека си парт од организација што се вика Моја. Ако сакаш да му кажеш на младите сега, што е таа организација, за што и како можеме ние да тоа најдеме е православна младинска организација, македонска православна младинска организација во Австралија, во која што има цел да ги собере православните македонци заедно, меѓутоа секако дека тука може да партиципира и секој друг добронамерен, во кој што младите да се дружат, да бидат единствени, да се граат својата иднина, да се негуваат и православната вера, и православната македонската традиција и култура, да се знаат историјата и на тој начин да бидат во комуникација, да се и секоја стейт, секоја држава, секој град на некој начин треба да се избори, да се има своја гранка во која што ќе партиципира со Моја, како што го велиме, и да бидат заедно младите. Да бидат заедно, да бидеме посилни и подобри. Фала многу, отец Гаврил. Се велам друг пат ќе седнеме пак да зборуваме за вакви интересни прашања. Благодараме на поканата. Нема проблем.